Се сеќавам на состанокот, секако. Состанокот беше за отварање простор за реализација на старечки домови во државата, тоа е составен дел од програмата и секако, како и сите граѓани, така и господинот Бојан Јовановски беше упатен на постапките согласно закон. Тоа значи да се обезбеди локации во општините, регионите каде што тоа е возможно, да се аплицира со проекти, да се добијат одобренија за градби. Министерството за труд и социјална политика како е дава одобрението за старечки дом, кои се по правилник стандардите што треба да се исполнат и на тој начин, како и за секој граѓанин, така и на оваа средба беа објаснети условите за старечки домови. На вистина и на Битолскиот регион, и на Струмичкиот регион, и на Охридскиот регион, и на Скопскиот регион им треба старечки домови. Знаеме дека тоа е дел од социјалните програми, каде што сакаме да понудиме квалитетни услови и како влада. Еден дел од тие средства кои што во овој период, некаде до крајот на годината, ќе ги инвестираме во вкупна вредност од преку 100 милиони евра, се средствата од ТАФ, средствата за водоводи и канализација од новата кредитна линија. Овде имаме проектирано дури државата да гради старечки домови во одредени региони по определба на Министерството за труд и социјална политика. Така да владата секојдневно прима луѓе, не ни е прв пат да излегле случаеви кога некој пат тоа се злоупотребувало, тоа се употребувало или сличен начин, но за тоа постојат истрагите. Истрагите треба да ги утврдат сите докази, да ги кажат сите аргументи и секако секој што се огрешил по закон да се одговара согласно закон.